Ова не е нарачан текст. Напишан е самоволно и одуплав да не ни се полјадити македонскиот адет во молк и без достоинство, да се разотидеме по оваа темна премиера. И не е текст кој говори за доблестите, добродетелите и дарбите на нашиот драг Ацо. Не е биографија. Не е список на уметнички постигнувања и признанија. Овој текст е прашање. Пилатово прашање. А какво е прашањето на Пилат, Понти? Рече Исус: Јас се родив затоа и затоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој е од вистината го слуша мојот глас. Пилат му рече: Што е вистината? Што е тоа вистина? Тоа е прашањето. Јас не наоѓам никаква вина во него. Тој беше многу приступачен човек, многу се трудеше, многу се залагаше, поготово за театарот. Јас го сметам како учител, од него научив многу работи. Беше човек кој држеше за ред, дисциплина човек со своји принципи. Може би тоа го правеше толку успешен. Учествуваше навистина во целата таа огромна продукција на тогашната млада, ентузиазирана, македонска телевизија. Значи, тој ширеше една енергија, добра, работна енергија околу себе, знаеше да ја мотивира екипата и имаше харизма. За него има навистина многу да се говори, бидејќи тој беше присутен во областа на театарот, а исто така и на телевизијата, повеќе од 4 децении. Ацо Алексов како режисер телевизиски во оваа куќа е врзан со многу создавање на многу телевизиски програми за деца, пред се играни програми за деца, меѓуто и новогодишни и забавни. Неговото име секако е врзано со најпопуларните серии од постариот век, од постарото време се првите Цутови, а после тоа е она серија Умни глави која што ја гледавме во 120 продолженија. Тоа се должи пред се на неговата комуникација и успешност за комуницирање со децата, а пред се на неговата професионалност и знаење она што сака да го добие, како да го излече од децата. Она што мене ми е многу важно и некако го чувам како дел од себе откако Ацо Алексов го заврши својот животен век, е тоа што неговото последно снимање беше токму со мене во серијата емисии Моето детство. Ја снимавме некаде октомври месец, само 3 месеци пред да го заврши својот животен век, и поминавме 2 преубави дена. Во нашето време, ако може така да се каже наше време, се делевме на луѓе кои играа во оваа мала или во онаа мала или во онаа горната мала. Јас имав таква среќа, ќе видите една фотографија, кај што играв само со девојчиња. И во тоа време бевме прави архитекти. Игравме, како се вика, играме куки. Правиме куќа, правиме фурна, правиме бакалница, па продавница на други работи, све. И работите беше во тоа, све тоа ќе го изградиме, ќе направиме и улици и све. Меѓутоа, бидејќи немаше многу машки, и јас бев и таткото, ајде татко да ја однесеш левот на фурна, и ќе го однесем левот на фурна, па пак ќе дојде фурнаджија, готов ли е левот, па јас ќе одговорам. Биле сега уште малку, така да јавев и бака, и фурнаджија, и татко, и мајка, и све. Така тоа знаеме да го играме по цел ден. Като дете многу добар беше мир, игра јас и туку по ројо, с деца, они до колен и до тако си го говореше. Се убаво беше. Характер имаше убав. Ке дојде Стрино, Чичо, мобет, ке тук ке дојде с него, мобет. Многу беше добар. После јас растев со многу голема фамилија. И од кај татко ми, и од кај мајка ми, ние имаме многу деца, многу братучеви.
А како се живееше во семејството, значи со колку сестри, браќа, како беше оној живот, домашен живот, фамилиарен, семеен? Да не би можел да го издвојам нашиот живот, затоа што ние многу рано станавме без татко. Јас бев на 5 години кога умре татко ми, сестра ми на 7 години, а брат ми пак се роди на месеци пред 2 после смртта на татко ми. Така да некој сам у тој поглед фамилиарен живот не би можел да се пофала многу, било доста тежак. Меѓутоа, од чичковците, од војковците, од тетките, бевме сите као една фамилија, така да ако се земе дека тоа е фамилијата, мислам дека многу добро живееме. Во средна школа, тоа е многу интересен период, кога се учиш и во сабота, во неделата беше акција до ручок, а по ручок, слободен се, тој ние идевме во планината. Ние стално сме биле во брдата, горе, во шумата. Меѓутоа, игранки, што спомнате преска, сега почнуват игранките во средната школа. Меѓутоа, не можеше да има игранка ако нема културно-уметничка програма. Така да еден мој другар после стане професор во земјоделска школа, Васе Манолев, ја, Чапарганов, на доктор Чапарганов, брат му, една група. Секоја недела мораме, односно, сабота вечер да припремаме нешто, дали рецитација, дали едночинка, дали песни, дали, да има културно-уметничка работа, па после тоа да има игранка. После кога завршив школото, по наредба на Министерството, и Министерството даваше решение, бидејќи бев одличен ученик, почна бев за никаде, сега бев одличен ученик и добив од Министерството решение да бидам професор на Нижа земјоделска школа во Велес. И таму поминав еден известен период и после повраќањето отидов право во театар. Се кажа, вие ќе ме примете во театар, те примем. Меѓутоа видов јас дека тоа ќе ме примете во театар не значи ништо, бидејќи ја немам никаква подготовка. Образование. Да, образование за таа професија немам никакво и имав огромна желба идам да студирам, ако тоа беше тоа многу тешко. И тој чув дека во Белград постои таква академија. Отидов се пријавив, имаше огромно луѓе, 1500 и нешто, кандидати од 3500, нас негде 8 души, ја тука на фотографите гледам, завршивме. Во класа за? Во класа за глума, бидејќи јас сакав режија. Јас отидов да режија, меѓутоа немало кој да ми справи, не сум знал шо е за режија, шо е за глума, како треба да се справи. И јас сум се справил за глума. И професорите ми кажат, чекај дете, зашто ти сакаш да идеш на глума, на режија, а не на глума? Ја па видам, ние немаме режисери, и они ми објаснија дека ако останам на глума, исти професори и на режија, ќе идеш и таму, под Б, ќе слушаш режија, а овде ќе студираш глума, ќе имаш уште 8-9 предмети кои се однесуваат на техника на говор, на техника на дисање, на сценско движење и мачевање и пуно стручни предмети, кај што ако си на режија нема да ги учиш, а на вашите актери во Скопје тоа многу повеќе ќе им треба отколку да си ти сам режисер. Значи работеше многу за деца. Дали има нешто што е пресликано од твоето детство во оно што си работил за деца, например, во некоја серија? И нешто што си сакал да го покажеш, она што го носиш во себе од детството, да го покажеш токму во нешто што го работиш за деца? Видите вака, да се занимаваш со нашата професија, дали е режијата или глумата, за мене тоа исто е, мораш да бидеш дете. Мораш на една работа да и веруваш. А лукав човек не верува. Лош човек не верува, само чист човек. Детето, оно верува во све. Така да и нашата професија е таква, да мораш на се што се случува да го веруваш. Дали сум
внесел нешто во работата, бидејќи сум работел и театар многу, представи за деца, на радио исто така сум работел, па еве и во телевизија доста. Јас морам да ви кажам дека во секој проект го имало моето детство. Дали тоа се гледало или не се гледало, углавно јас секој пат сум поваѓал од тоа. Много интересно е тоа да се каже како можеш да работиш со деца. Мене децата ми беа со сета своја наивност и со сиот свој греб што ќе го направиш, тоа толку симпатично делува, затоа што во него нема злоба. Него може да му се случи нешто по некоја причина, да се покаже нешто. Нешто му се случило, па ако на тоа не достига разбирањето на режисерот, детето веќе е оттргнато од таа професија и бегодне. Честит, Кадио. Јас ке ги донесам друшките од белегзиите и прстењето. Само дај ми 40 дена рок. Па тогаш ке видиме чии се. А ако се негови, честит Кадио, тој нека ги донесе. Добро, добро. Така нека биде. Кој ќе ги донесе друшките, негови ќе биде. Добро ли, добро. Аха, до тогаш, дај ги вамо. Јас ќе ги чувам. Дипломира на Театарската академија во Белград во класата на професор Јосип Кулунџич 1958. Работел во Народниот театар Струмица 1950 до 1959. Во Вардар филм 1960-1961 и во радиотелевизија Скопје, Македонска радиотелевизија 1961-2000. За мене тоа е историска фотографија. Ова е фотографија од екипата што ја реализира првата македонска телевизијска емисија што се емитуваше во Белград, преку телевизија Белград. Тоа беше екипата која се избори да на македонскиот екран се пишува со кирилица, а не со латиница. Музиката беше Абре Македонче. Да, тоа беше тој наш сигнал и јас драго се сеќавам на него. Како се развиваше македонската држава, така се развиваше и културата во неа, па почна со својот развој Вардар филм и нормално беше дека ја бара своји полиња за работа и на друго место освен театарот. И нормално ме примија во Вардар филм, работев као асистент една година. Во тоа меѓувреме за нас телевизијата беше една голема непозната, затоа што гледавме доста филмови, нешто знаеме од филмот, али за телевизија баш многу немавме знаење. И кога се распиша конкурсот, не треба многу да ве буни, зошто баш мене ме примиле за режисер во телевизијата, затоа што немаше и многу образовани кадрита. Таа телевизија се состоеше од едно сопче од 5 души. 20 режисери, Ацо Алексов и Благој Андреев, еден снимател Прличков и ја као втор. Ние добивме некоја стипендија од француската влада, така да отидовме еден тим, ја, Ацо Алексов, Кафе као новинар и Елза Джувалековска како стрип вјеру. Бидејќи она имаше и афинитет према режија, така да таа едукација траеше 2 месеца, во која ние посетувавме разни студии, учествувавме во снимање на разни драми и така да добивме едно искуство на пренесување на што е телевизија и телевизискиот медiji у презентација на тоа што се дешава. Многу дискутиравме меѓу себе, што е, како е. Почнавме не со телевизијски емисии, затоа викам почнавме со филм. Првите работи што ги праќавме од овде беа прилози, али снимани со филмска камера. Имаме една филмска камера и правиме прилози со таа филмска камера.
Се спремавме многу студиозно за секој прилог, правевме сценарио за секој прилог, одговорниот како директор, како сага да го кажете, Димче Божиновски, мораше секој сценарио по 5 пати да ни го врати, за да го доработиме, под кој ќе беше тоа све готово, ја ќе направив книга снимање, па и од тоа кој се прегледаше, тек тогај можеме да отидеме да снимаме. Однесени се годините на небитието. На овој кат од Скопје ќе влеземе тивко во домот на Димо Тодоровски, денес професор во школата за применета уметност во Скопје и најеминентен македонски вајар, за да го навредиме спокојството на неговиот свет, создаван во овие наши творечки години, во едностојно пластично оформување со намера да му дадеме должен респект. Видите како ги прегледам фотографиите од тоа време, а и сигурно и во штампата ги имате објавувани. Сите ние режисерите имам некакви слушалки, како камераманите се што носат на глава. Сите ние бевме врзани со некакви телефонски линии. Ако сакаш да комуницираш, мораш со сите, со таа не сега што имаме техника да стиснеш едно копче, сите исто време те слушат, него мораш на секој поединечно да му се обраќа. И така да не зборувам како го концепира првиот телевизијски дневник од моја режисерска страна, бидејќи се знаеше вестите ние ги добивавме од Радио Скопје и на прилози што снимавме ние. Така да сите луѓе кои работеа на реализација на тој телевизијски дневник добиваа по еден примерок од дневникот да го читат, бидејќи другачија комуникација не постоеше. И плюс тоа, јас цело време викав, зборува. Меѓутоа, да кажам дека и тоа е еден чекор у совладувањето на тој телевизијски медиум, кој не секој пат кај нас наидуваше на добар одзив. Не знам зошто, ама изгледа тоа не е судено на нас македонците, не секој пат имаме некој што во нешто мора да не кочи. Морам да го кажам случајот дека од кога сите се израдувавме, кога го пуштивме телевизијскиот дневник, дојде генералниот директор Тозија и ни каже, знаете што? Што? Не искршија, вика, светлечата фирма на радио телевизија Скопје. И после чухме, ни се јави по телефоном. Зошто? Затоа што сме го прекинале белградскиот дневник, а сме пуштиле скопски дневник. Значи, кога размислувам за колегата и драгиот пријател Ацо Алексов, не можам да не мислам на тоа дека фактички тоа е тука некаде, низ ходниците на македонска телевизија, затоа што кога исчезнува физички човекот, фактички не исчезнува она што го отстава зад себе, односно што го вградува во другите луѓе. Бре, очке спасе, бре, па јас сам ве викнаја, бре. Видиш ли га? Тефтер, Разике, ај там, на тезгу. Овој тефтер, бе, не алваджински, бре. Викнаја сам едну овчицу, ќе го стрижемо малко. Синефе! Кажи, Оскаре! Синефе, оди ова! Кажи, Оскаре! Оди ова, сине! Колку арти су довојра килоната? Колку 10 кила, Оскаре? Колку? 10 кила, вика. Па сакаш ли да артиш 15 кила? Кажи, како? Па, Како? Пуни ги чоканчиња до горе. Куде се сетиме, Даскале, да му Такој. У лице! Не беше причината за серијата Диалектот. Авторот е од тој крај, случките што се случуваат се од тој крај. Меѓутоа, сакам да кажам дека зошто се одлучиме на диалект, затоа што и тоа и сега сметам дека диалектите се богатство на нацијата и кога се употребува еден диалект, мора да бидеме чисти во него. Едино што можем да кажем дека со голема желба и со големи напори сите артисти и сите учесници во серијата се трудеа на вистина да зборуваат кумановски, а за таа цел ние ангажиравме и двајца лектори кои ги учеа на куманово. Останува секој пат
мислата дека филмот, театарот и телевизијата се музеи за јазикот. А бидејќи ние имаме многу дијалекти, би сакал да не се злоупотребуваат. Нека бидат чисти као што беше чиста серијата Шути и Рогати. Јас бев почетник, меѓутоа ја имав таа среќа да бидам со Ацо кој што беше благ и секогаш со хумор. Не беше некој да се плашам од него, така да мојата кариера почна со убавиот пристап на Ацо и јас ја играв тогаш улогата на Рајна, една девојка во село, која што ја бараат двајцата важни луѓе во селото, најважните луѓе. Може да се каже дека јас и сите другари мои што работеме на телевизиската програма уште во почетокот, бевме осудени да трасираме еден пат. Така во тоа трасирање на тој пат, ние немавме друг избор. Ние мораше да го трасираме патот. Усвојувајќи ги жанровите, ние бевме на истурена позиција. Меѓу кои од сите телевизиски работници се разбира како режисер со најголемо искуство бев јас и нормално беше да јас секој пат новите жанрови ги усвојувам, па потоа да ги земат другите. И тоа беше една од причините што јас жанровски и ден денеска не можем да се одредам. Мојот драг колега Ацо Алексов беше многу често присутен во работата на надворешна продукција, снимање на многобројни емисии со репортажите коли на македонската радио и телевизија. Оно што би сакал да го кажам, тоа е моето прва мисла која ми паѓа на него, мојата прва работа како млад инженер, кога дојдов на работа 1971 година и после месец дена на обука отидов во Куманово да снимам театарската представа Ленче Кумановче, која беше негова режија. Кога дојдов во екипата со Ацо, тој веќе работеше со неговиот асистент Драган Ничев. Јас се вклучив како трет соработник, почнав како секретар по режија, а понатаму и како асистент по режија. Ацо ми дозволуваше да работам често пати и сама во репортажната кола. Тој беше доволно, например, се сеќавам на Ленче Кумановче кога работевме во Кумановскиот театар. Ацо едноставно не се качи во репортажната кола заради тоа што знаеше дека она што ќе го одработи на пробата во салата немаше потреба да дојде да не контролира како ние тоа ќе го одработиме горе. Тој можеше сето тоа да го следи на монитор, ако имаше забелешка ќе кажеше, меѓутоа во главном знаеше што бара и што очекува од своите соработници. Да, таа емисија навистина, мислам таа серија навистина и доби доста ласкави признанија од сите мои колеги низ тогашното Јарата. Се сеќавам, ми се јавува по телефон и ме прашува дали во одредени емисии имаме зимено инсерти од филмови. Се сеќавам една емисија беше Времењи и ритми.
ме викна и вика, ајде Малешевец, дојди вамо, вика, ќе те облечеме како каубоец. Така да, и тогаш тој ми даде текст, што значи дека јас првиот текст пред камера го изговорив во режија на Ацо Алексов. Текстот беше, се сеќавам уште денес, лекот за оваа болест е. И со пиштол пукам и убивам некој таму. Као уредник да ви кажам дека нема број емисии што сме снимиле со Ацо, тоа е безброј се, значи не можам да ви ги избројам, со циклуси емисии, со забавно меѓувреме по сите градови снимање и така натаму, шоу програми, без 30 на новогодишни програми или главните емисии во новогодишни програми, се било со Ацо. А као композитор имам неколку серии, тоа е Волшебно за Самарче музика сум правил со Ацо, Шути и рогати, хумористичната серија, Белото циганче и уште други телевизиски драми, драмски, други представи театарски за деца и овака. Сега да кажам, и многу други шоу емисии. Така, јас би сакал, ако може, да погледаме еден инсерт од една песна на Френки Лейн, за која после имаше еден симпозиум во телевизија Скопје, дојдоа до констатација дека тоа е првиот ТВ спот во Југославија. Ако може мало да го погледаме. За жал, таа снимка не можевме да ја пронајдеме во нашата ТВ документација. 67 година Ацо снимаше некои мини портрети во кои влегов и јас нормално. И тогаш прв пат со гаранција ви кажувам дека се сними во Македонија спот, телевизиски спот на една песна која беше странска, али за мојот портрет. Ајде, трајче, токму како порачен. Значи, вие сте партизани, а? А што мислиш? Сега знаеш што сме. Ти го помогни да ги растовариме дрвата, а да го товариме ова другото. Огнене, што ти на раката? Ништо. Ме делнем на бомбичка. Емилио, guarda chi c'è con i partigiani. Mamma mia, io sono finito. Vai, forza. Drži. Федерико! Трајце, тук Пиколо партизан. Од каде го познаваш? Федерико! Ај, тој ми ги врати парите. Не знам дали би можеле да го повториме тоа. Зошто? Затоа што Волшебното Самарче дојде во еден период кога ние како куќе, како телевизија, дојдовме до едно свое созревање, меѓутоа ентузијазмот ни беше на најголема врвна точка. Сите бевме големи ентузијасти. Од реквизитер, до снимател, до режисер, до асистент, до артист. Можем исто така да кажем многу добри зборови и за војниците што учествуваа и како партизани, и како германци кои се боре. На едно место, само да ви кажем една анекдота. Имавме еден вод на минофрлачи, кои требаше да пукат со школски муниција. Меѓутоа, никој не ни успеваше тоа. Све тие гранатите ни паѓаа пред миробоцачите. Тој офицерот толку се налути и вика, мајката, ја ќе донесам боева муниција, ќе направиме барикади, мора ова да успее. Значи, сите сакавме да успее.
Волшебното самарче, таа серија за деца, мислам дека е еден од најзначајните проекти што воопшто не само телевизијата, него воопшто во Македонија е снимена. Пред се, да речеме, сигурно дека голем удел имаше и одличното сценарио, но она што мене ми остави впечаток, тоа е професионалноста со која се работеше таа серија. Јас појдо, мојко моја, за утре да се вратам, но во борба, ако паднам, нека ме замени некој друг. Но во борба, ако паднам, нека ме замени некој друг. Нешто што ме навредува во овој случај е недоверба према авторот. Првата драма што ја снимаме ние беше Крчмите по еден расказ на Блаже Коневски. Драмата се сними, се направи све, полата е на филм, полата на црно-бела техника, тогава имавме магнитоскоп и снимаме на магнитоскоп, све беше префрлено на магнитоскоп, меѓутоа никако да доживее емитување. И наеднаш еден мој пријател ми кажува дека дојде Блаже Коневски да те гледа драмата. Тогашното руководство не најде за сходно да дојде да ми каже ќе дојде Блаже, ти си режисер на драмата, дојде повели да видиме Блаже што мисли. Тогаш бев јас обвинет дека сум ја изневерил поетичноста на Блаже Коневски во расказ. И затоа не можеше драмата дојде. Проекцијата се чекав заврши, на излезот го пречекав професорот Блаже Коневски. И викам, јас сум режисерот, тој ми честити, викам, јас се извинувам, вие што ми честители, јас само имам едно прашање да ви поставам пред моите руководители. Ме интересира, дали сум ја изневерил поетичноста ваша во расказот? Он вика, не, насупрот, вие сте го надградиле расказот. И така, таа има една судбина друга. Прва снимена телевизијска драма, али не прва емитувана. Првата емитувана телевизијска драма е Пустина, што ја режираше мојот колега Душко Нововски. Давајте билети! Запоќе пропаде Бугарија! Неговата борба, заедно со нас, заедно со една група режисери кои што држевме до тоа дека режијата е една посебна дисциплина, умствена, ментална, творечка и креативна дисциплина, ние сакаме на некој начин на режијата да му додадеме прерогатив на уметност, прерогатив на автентична уметничка вредност, што на некој начин се судираше со глобалните интереси на куќата, која што во главно беше ориентирана како новинарство. Меѓутоа, мислам дека, тоа се неминовности во текот на работењето. Навистина ми е жал што 4 прекрасни годишни времења на Живко Чинго не ја виде нашата јавност. Навистина ми е жал. Затоа што тоа се снимаше во времето кога Живко Чинго не беше афирмиран автор, туку беше млад автор. И најнаш кога се појави по мој критериум, кога се појави он со таа драма, а пред тоа имаше и објавени пасквелиите, најнаш ми се чини дека некои од нашите големи автори, големи писатели, се осетија загрозени. И сака на било кој начин да ја девалвират личноста на Живко. Мислам, тоа не беше толку уперено против мене, отколку против Живко. Меѓутоа, тоа беше едно време кој на тие луѓе, и можеш, не сакам да спомнувам имиња, на тие луѓе кои можеше во
во прилог. Тога беше една анатема, се викаше Црниот талас. И не знаја ништо друго што да кажат, него едноставно иде од мене до Чинго и праве интриги. На Чинго му кажува дека он направил одлична драма, меѓутоа Ацо Алексов го однел во црните води, во Црниот талас. А мене доаѓа и ми кажува дека што се петлеш со овие работи, гледаш дека Чинго е залутал у Црниот талас, испери се ти на страна, дај у штампа, откажи се од ово. И на вистина, еден ден читам ја во штампа, сум се откажал од проектот, Чинго ме однел у црните води, оно, и Чинго ми вика, зашто бе, он вика, пријателе, зашто бе, пријателе, така, што е, Живко? Па се откажал од мене, нисам се откажал од тебе, нисам кажал збор. Па кој го напишал тоа во вестник? Не знам кој го напишал. Разговараше ли со Александр? Мајорот постојано се вртка околу неа. Што правите ви овде? Зар не знаете дека со Маргарита е забранет? Слушнав дека Герман е во одлична кондиција. Здраво, Александре. Добар ден. Одамна ве нема. Ме прати мајорот. Телефонот му бил расип. Чув, и за да ја озборувате Александра, нели? Големи паузи правите, господине Горски. Уживам да ги збркува мажите, особено ако има така убаво име. А јас сум просто Бигорска. Знаете ли што е тоа Бигор? Камен. Горски камен и символ на страдањата. Грозно. Тај да го памтам дека е човек кој сакаше секојаш да помогне, голем организатор, голем аниматор и еден човек кој имаше страшен дух, мислам. Секојаш пробаше на шала многу нешто да ги кажи и имаше многу јасен став према луѓето. Имаше луѓе во кои веруваше и му даваше апсолутна поддршка и луѓе по кои вака априори ги отфрлаше, оние што не сакаја да работеа, тој беше човек кој стварно работеше. Работеше од јутре до сутра. Ме пречекува Ацо Алексов во холот и ми вика од неколку млади режисери ти си одреден да го работиш Макфест. Јас застанав и реков, зошто баш? Затоа што сметаме дека ти си млад човек, се разбираш од музика и дека ќе даеш нешто ново и треба да го работиш. Како влегов на првиот Макфест пред 23 години, така останав цели 23 години. Значи човекот имал право тоа што го кажал тогаш за мене. Што ти е? Што ми е? Ништо не е, те гледаш, пијам. Пијам и јас. Зошто пијаш? Како зошто? Како зошто? Жена ми се поради. Просто добро. И? Дугачки, вечерки, дуге. Зато си пијал? Не сум пијал за. Затоа што ова ми е четврта жена и 12-та ќерка. Zbog riječi što ih nekad kažem nakon teške noći umorna i snena. Ne čudi se zbog suza kad u tami plačem ili kad te ljubim. Ja sam žena, ne budi me zbog jutra. Milo, što je?
Ова нема нашата белка, синко. Ја нема нашата белка. За секогаш си отиде. Нашиот добар стар пријател. Што ќе прави сега Бреско без тебе, белка? Што ќе правиме ние? Заради тебе го направивме гумното. Заради тебе не викнаа селаните да вршиме. Ајде, ајде. Не плачи. Барем тебе ти го остави Бреско. Ова работа како оди? Абе не е тоа. Ајде, ајде. И гумното ни го зема. Што е наше, нема да земат. Не плаши се. Ајде! Ајде бе, баба Мун! Половината жито ти го изврших додека да дојдеш. Абе, Базил, нивото е многу далеко. Па си рековме со Таруно да преспијаме под ведро небо, додека ош не е. Јас секогаш, никогаш не сум знаел тогаш колку е голем Џувалековски. Подоцна, нормално, сватив дека е тој навистина една огромна величина во македонското глумиште. Меѓутоа, точно тој присен однос кој што го има помеѓу мене и Илија Џувалековски доаѓа само од режисерот, заради тоа што јас бев премногу дете. Илија Џувалековски беше и тогаш возрасен, да не речам стар, тоа возрасен, прилично возрасен човек. И сега врзното ткиво беше точно режисерот. Најпрви Ацо Алексов беше еден достоинствен и авторитетен раководител кој што секогаш се залагаше за правилно да се постават работите во сложениот систем македонска радиотелевизија, да уметничката програма да го добие вистинскиот статус, а ликот и режисерот како профил да го заземе високото место и она што навистина му припаѓа. Од другиот аспект и другото наше блиска релација со Ацо Алексов, првата драма која што ја напиша некаде во почетокот на 80-тите години, играната драма, телевизиска драма, премиера заедно со новинарот Милан Банов, ја режираше токму Ацо Алексов и од тогаш изградивме една така блиска релација, потоа се дружевме за време на предпродукцијата, подоцна и кога драмата беше направена, така да бевме во една релација и што се вика на една прегнантна, една уметничка и творечка некоја состојба. Војдане, подоцна што направиш? Подоцна. Не давај го револверот никоме, јасно? Ацо многу работи, поготово у серијата Умни глави, го ги решаваше со движењата унутар кадарот, што е многу специфично и многу интересно за мене како монтажер. Бев во екипата на Светло со покојни Љубе Александров. Со Ацо соработувавме многу добро, бидејќи беше многу сериозен, одговорен и многу строг. Јас велам дека Ацо Алексов беше прав во толкувањето на улогата. Затоа што и мене во некои моменти ми иде да ги фрлам сликите на масата и да речам тоа беше мојот живот. За Ацо можем да кажем само се најдобро. Она на што му беше најмногу посветен и во кој можеме да најдеме голема морална вредност и цврстина,
творечка и човечка се разбира, е неговата доследност, неговата борбеност, неговата естетичка и морална истрајност да ја пронајде, да ја дефинира суштината на човекот, на човечката екзистенција, на борбите на човекот со својата околина и со својот интимен свет. Дай ми еден сладкар. Сардисана е чаршијата. Бегени заргатовци. Според мене мислам дека ретко некој да создаде такви услови, да собере такви актери и таква екипа и да ти ја дае главната улога. Тоа значи дека може би ќе кажам искрено и прв пат се осетив на пиедестал. Значи дека Ацо ми беше фамилија која што ме чуваше. Снимањето течеше изванредно. Велам дека филмот изобилуваше со атмосфера, со патина на едно време, на едно историско време. Исто така сценографски многу добро обликован од Александар Карадалевски, кој исто така вложи многу голема труд во тој проект, исто така и што и мене ми е многу лесни работата. Со Ато сум соработувал долго години. Тој беше човек што лесно се соработуваше со него. Меѓу многуте проекти го работевме и филмот Бог да ги бие шпионите. Во тоа време немаше ваква техника која што има сега, па сите работи, шумови и други работи ги правевме на старомоден начин, директно во студиото. Тој беше голем професионалец, си ја сакаше многу работата, а уедно сакаше да им помага и на сите млади, за да го научат занаетот најпрофесионално како што треба. Еден од ретките режисери кои што сакаше да се договара со актерот и ги ценеше актерите. Точно знаеше да го определи местото на актерот во неговиот проект и му даваше вистинско место без оглед на тоа дали е тоа епизода, поголема роља или главна задача, водеше сметка за секој актер. Така да со него имав многу плодни подготовки и разговори, а беше многу чесен, што мене особено ми импонираше. Ацо Алексов на некој начин во тој период не само што доучив за околу пишувањето на телевизиските сценарија, најповеќе дека не е се готово кога ќе го напишеш и последната верзија, него дека и во текот на самото снимање се поставуваат проблеми кои што мора и сценаристички да се решат, а не да кажеме и режисерски. Представуваше учител за мене во поглед не само на драмското творештво, туку и она што јас постојано го прашував и тој самиот ме учеше како треба да се работи. Па може би јас сум имал една срекна околност што сум на некој начин бил меѓу првите во телевизија Скопје и како луѓето доваѓале, прво да зборувам за моите соработници кои ми биле најблиски, како доваѓале, полека сите ми го откривале карактерот, така да јас многу лесно соработував со сите, затоа што сите однапред знаеа каков карактер сум јас. Јас ги откривав нивните карактери. На некој се лутев, на некој попуштав, некој мене ми попуштава. Во секој случај не можем, после 32-3 години, да се пожелам на некој човек во телевизија Скопје дека не сум соработувал добро со него. А што се однесува до луѓето кои излегувале пред камерата, дека сум бил јас зад камерата, не се работи само за артистите, затоа што јас нема пејач што не поминал низ моето око, да не зборувам и за други емисии. Меѓутоа, скоро еден многу голем број на артисти, од најстарите до најмладите,
поминале, ете така да се каже, низ тие игрени проекти кои сум ги работел јас. Посебно не би сакал никого да издвојувам, затоа што со сите добро сум се работувал. Меѓутоа би сакал само за еден спомен, ако може да видиме една одломка од Парадоксот на Диоген и да го видиме нашиот прекрасен артист кој веќе го нема, Ристо Шишков. Кога ви ке рековте без чукање, дозволете ми да бидам вулгарен. Одете си, ве молам. Сакам да се простам со Борика пред да ме затворат. Грешиш, момче. Грешиш. Подобро ќе беше да се прости со женати, а не... Брашко, речи ми те молам, што се случило? Лигав, полжав, гази преко едно цвете. Не си прав. Професорот Кондарко му е другар на татко ми. Тоа не го реков за него, девојко. Тоа е само една мала кукла на мојот директор. Тоа го реков за мене. И за мене? Борика. Да. Никогаш не сум ти кажал, а постојано мислам на тоа. На што? Зошто ти свети така косата? Како? Како метал, како челик. Како е пак сега тоа градежничко ласкање? И виткава си како змија. Очите ти се кристално црни и влажни. И светликави. Зошто си секогаш тажна? Тоа веќе не го разбира. Се спомнуваш ли кога се капевме на изворите на Љубљаница? Сеги, ти си принцеза. Најубавото цвеќе од оваа лива да сега расте на твојата коса. Заедно со твоите очи. За мене ли ги береш овие цветчиња? Па за кого друг? Сеги, ти си ливар. Јас ливар. Па зар ти личам јас на ливар? Па добро бе, сакав да кажам дека си поубава од сите цвеќиња на оваа лива. Ама се сплетка. Почекај, ќе измислам нешто тука. Дека ти измислуваш, јас ќе трчам. Телевизијата као појам не е уметност. Телевизијата као програма телевизијска, не е цела телевизијска програма уметност. Меѓутоа, тој мал екран има многу од својата програма која носи уметничка содржина која работиме ние режисерите. Така да не може да се каже дека режисерот во телевизија не е уметник, како што е уметник филмскиот режисер и театарскиот режисер. Али може да кажем дека кога сум се осеќал најкомотен, најсигурен, тоа е на тоа визуелно-ликовно поле, тоа ми е соработката со Менди Ивановски, кога сум имал, и се разбира, мора да го спомнам академикот Димитар Кондовски, кога на вистина во црно-белата телевизија македонска откривавме работи кои на ЈРТ се уште не беа откриени. Пред себе рекол за неговата човечност. Се сеќавам како млади сниматели, не само јас и колегите, он беше директор на таа реализација. Не собра еден ден во канцеларија кај него, вика, деца, вие, вика, школа немате. Немаме, средно имаме. Него вика да ве пратам вас на академија, како ќе не пратиш. Така, вика, ќе издействувам, колку сте вие, 7 деца, 7. И
што не го направил никогаш до тогаш во македонска телевизија, не прати во Белград, не прати на студии да се дошколуваме. Режисер кој што беше едуциран, спремен и знаеше толку многу да секој голем настан кој што требаше да се направи, он беше назначен како лидер на екипата. Знаеше од сите аспекти да му приде на решавање на проблемот. Сметам дека до сега секој пат сум бил зафатен, не можам да кажам дека сум бил без работа. Меѓутоа, најтешко не само на мене као режисер, него на сите као дамаклов меч ни стое новогодишната програма. Најтешко, бар до сега беше, да ги задоволиме вкусовите на нашиот народ, да има добра новогодишна програма, не само оде, да се кажете дека ги менуваме програмите со Југославија, па тука се техничен, па не смеехме да бидеме испод нивото на Белград, Загреб, затоа што ја брукавме нацијата и така да тога ми било најтешко, а да ви кажам право е сега веќе 2 години, 3-та година. Не работам на тие емисии, многу ми полесно. Новогодишната програма е една од најпредизвикувачките програми во македонската телевизија и општо во сите телевизии. И секогаш кога се работи на новогодишна програма е гужва и се брка времето. Една од случките која многу често се спомнува во македонската телевизија е во врска со една новогодишна емисија што татко ми ја правел на времето. И во тој цајтнот успеале да направат емисијата во 5 до 12 што се вели и татко ми среќен и весел готовата лента со направената емисија ја дал на својот асистент и му кажал повели со надеж дека асистентот ќе однесе таа лента во програма. Му кажал повели и сега гледа и избриши ја. После некој време доаѓа асистентот кај татко ми и му вели, друже Ацо, работата е завршена. О, добро е, браво, секоја чест. Лентата е избришана и дали имате уште нешто што треба да завршам за вас? Како е избришана оваа лента? И тука настанал еден хаос. Значи, си имавме работа тогаш со еден асистент кој буквално ги сватил работите. Таа работа, бришење на магнитниот запис на емисијата, ја завршил во еден потек на ова машинче, кој од камено доба, и уште си постои во телевизија и ќе си постои додека постои куќа. Селективна театрографија. Заточениците од Алтона 1965. 6 лица го бараат авторот 1974. Свет 1976. Вообразен болен 1977. Магаре 1979. Ханка 1981 и Борец и победник 1982. Зла жена 1984. Чешел 1985. Белото циганче 1989. Женитба 1994. Диви 2001. Кумановска свадба 2001. Ќе остане за секогаш енигма зошто првиот единствено дипломиран актер од Македонија на Театарската академија во Белград не беше примен во Македонскиот народен театар. Едноставно мене во Македонскиот народен театар во Скопје, иако бев јас единиот високо образован артист
со соодветна академија, мене во театрот не ме примија. Односно ми поставија еден услов кој е невозможен, да седам во театрот 4 години, толку колку што сум студирал во Белград, да седам ништо да не работам, за да го искоренат сето оно лошо што сум го научил во Белград, за да би можел да почнем повторно. А бидејќи ја им кажа дека ја имам амбиции и да режирам и сакам да бидам асистент за тоа време, исто и тоа ми беше ускратено. Требаше 4 години да седам покрај тие доаените. Јас на тоа не се сложив, се вратив во Струмица и ако и ден денеска се смета дека Струмица е на некој начин провинција, јас само сакам што ово да кажам. Пред да дојдам во Белград, од Белград, јас имав ангажман во Народно позориште во Белград. Меѓутоа, таа мисла со која отидов во Белград, таа иста мисла во мене тлееше цело време да се вратам назад. А дали е Струмица провинција или Скопје провинција, ја не правев многу голема разлика, ја не правам идеја. Навистина беше извореден човек, извореден режисер и многу ни беше драго кога работевме со него. Со душа го чекавме да дојде. Беше близок, беше присен со артистите и пред да се почнат пробите, секогаш имавме вака на маса разговори. Ние, како театар, секоја година во декември месец одевме во Белград по 6 до 7 дена и таму гледавме представи по 7, по 8 представи. Бевме во Југословенско драмско позориште, во Народно позориште, во Ателје 212 и така натаму. Од таму ништо тој не копираше, него само главо, тој што ќе го намисли и така го правеше тоа кога ќе режираше кај нас представа. И Ацо дојде дома кај нас, кај мајка ми, татко ми дома и ми вика, ќе се врнеш у театаро. Викам, не знам, некои луѓе ме повредија таму и не ми се иде. И вика, ќе играш Ана Франк, сега тако, и на тие некои тука што беа нешто, не знам од кој причини против мене, и он им вика, он кажало ти треба да режира тука Ана Франк, ама ако не е Зора, вика тука, и јас Ана Франк ја режирам во Штипскиот театар. И после, не знам како се случи, што стварно многу сум му благодарна. Он е најмногу виновен што јас останав во театарот тука. Несебично се даваше. Ретко кој режисер така работи подеднакво со сите актери, особено со младите. Многу можеше да се научи од него. Јас паметам Ацо Алексов како перфекциониста. Тој не дозволуваше, ама драперите странични на сцената, колисите на сцената да затреперат додека актерот игра на сцена. Значи, тој ја бараше најсовршената линија на актерското играње. Најсовршениот пристап. Го бараше она што актерот навистина може и во дадени ситуација не можеше да го долови, но тој со неговата умешност, со неговиот пристап, со неговиот однос, иако ние имавме многу пати конфликти токму поради овие работи, знаеше да го извлече максимумот од акторот. И ми се чини дека поголем педагог, според мене, не постои, затоа што тој знае да работи со актерите, а тоа е многу важно, да знаеш со акторот да работиш, да не го оставиш акторот сам на себе. И овде не треба него сигурно и моите постари колеги, и оние помладите кои имаат, барем ако не повеќе еднаш заиграно во некоја представа во режија на Ацо Алексов, треба да бидат благодарни, затоа што, ќе спомнам уште еднаш, ќе кажем, таков педагог ретко се раѓа. Иако знаеше да вика, беше строг, не попушташе и
на некој начин актерот го тераше до максимум. Кога ќе дојдеше да работи кај нас, батко Ацо, секогаш му бев јас како десна рака. Зошто? Дали беше тоа веќе за да се врати назад во Скопје, имаше обичај негде во недела. Негде 10:30-11 томе, ајде оти на автобуска да ми земеш карта. Бидејќи ми кажуваше некаде до едно половина саат да се вратам, јас му каснев малце, бидејќи као, гужва на автобусот, карти се чека за ред, и му секој пат му взимав карти на место во 1:30, јас му взимав во 11. Зошто велам дека, автобус нема покасно. Значи, тај е тај, за да се оди порано. И да бидат сите колеги слободни во тоа. Ацо Лексов беше човек кој знаеше да го живее својот живот, знаеше да работи во сите театарски куќи, но знаеше да не води и на платното. Како сега ги гледам сликите во кои Ацо Алексов напред, а ансамблот на тогашниот театар Антон Панов по него го опколуваат театарот кој сега за жал е изгорен и стои таму во Струмица во пеплишта. Но, за тоа во нека друга прилика. Значи, се што беше вежба, етида, лекција, ука и наука што Ацо ги купи во Белград, ги пренесе во тој мал струмички театар. И не само тоа, покрај таа театарска академија, како би рекол, што ја пренесе во тој мал град, го пренесе и репертуарот на театрите во тогашната југословенска метропола. Ќе наведам неколку наслови како доказ за тоа. Дневникот на Ана Франк од Гудрич, Круг со креда од Клабунт, Заточениците од Алтона на Жан Пол Сартер, Скротената бес на Вилијам Шекспир и така натака и така натака. Тие пиеси славни, на славни автори, Ацо ги поставуваше на сцена и ги играше главните улоги во нив. Секоја уметност мора да има и занат. Апсолутно. Не ги двојам тие работи. Меѓутоа, занаатот треба да престане во тој момент. Имам еден колега, моите колеги многу добро го знаат. Вика, јас сум режисер, исто како шивач, донеси ми 3 метра штоп, јас ќе ти сошија модел, транк. Дај ми сценарио и ја ќе ти направам таква емисија. Ја мислам дека таа филозофија е скроз погрешна. Јас треба да знам од 3 метра да сошија модел. Навистина треба да знам да ја држам и ножицата, како да го исечам, како да го искројам. Али формата, оделото, како ќе стои, на кој човек, што треба да се направи, веќе тоа ги минува границите на занаетот. Така да исто така мислам дека во предприпремата младалачка болест, нормално, јас сум поминал низ таа иста болест, е дека ние, кога излегуваме од школото, сме полни со уметност и сега ќе кажеме се оно што светот до сега не видел. Не се слажем и со тоа дека се е видено, се е кажано и сега треба после нас да биде потоп. Не е истина, секој пат, секој човек, секој општество све повеќе и повеќе има да кажува и све повеќе копа и све повеќе надградува. Меѓутоа, за да го покажеш тоа што го имаш како режисер, како надградба, како уметност, мораш да го познаваш занаето. Имаше вкупно околу 10 представи заедничка соработка со Батко Ацо и секој пат наваѓавме заеднички збор, заеднички јазик, да представата како глумачки, сценографски и светло биде упремена. Мораш да го познаеш Гуте во Комунарскиот театар, мораш да го познаеш мајстор Томе во Струмица, мораш да го познаеш Иле Смоква во Прилеп и сите тие други луѓе со кои треба да комуницираш, кои се мајстори на својот занаат, да мајсторската работа ти ја завршат, а ти на сето тоа да ја градиш својата театарска уметност. Задржувајќи се значи на неговата исклучиво театарска дејност, сакам и на еден многу интересен сегмент да потсетам, а тоа е дека со неговото име е врзана почетокот на првата мала сцена, камерна сцена во Струмичкиот театар, во неговиот роден град, со поставувањето на
пиесата, колку се сеќам, Шарена топка од словенечкиот писател, современ писател Токар. Мислам дека би биле несправедливи ако макар лапидарно во еден најкраток вид не се задржиме и на неговите остварувања во доменот на афирмацијата и стимулирањето на македонската современа драматургија. И не само современа се разбира, и за нашето драмско наследство. Така, некаде во 70-те години, ако не се лажам, тој со успех амбиентално ќе ја реализира преизведбата на револуционер од Хаџидинев во рамките на манифестацијата Дојрански ракувања, а како преизведба ќе ги реализира и делата на Кочо Урдин, потоа Магла од Иван Чаповски и уште некои пиеси, така што мислам дека и во овој домен на творештвото Ацо Алексов остави навистина неизбришливи траги. Успеа да создаде еден чудесен тим, како што беа актерот од голем формат Александар Думов, Стојан Гогов, Зора Георгиева, Љубица Пиперевска, Душко Костовски, Чедо Христов, кој влегува во историјата на македонскиот театар, излегувајќи од струмичкиот. Откако Александар Думов ме пронеде како талент, Ацо Алексов беше човекот кој ме внесе во театарот и ми направи на тој начин основоположништво да ми е исконски театар, струмички театар, матичен театар драмски, а вечен театар мој театар Македонија. Елем што е најважно за него. Тој беше човек хуманитарен и ги сакаше талентите. Ме виде на една представа која правеше Александар Думов, кој ме откри као талент и вика: "Зашо бе пич ти не идеш у театар?" Абе тацо, сакам да идам, многу ме е срам. Утре да те видам да ми доеш у театар, а ти ме зауште, и така ме стави во две представи. Едната режираше Благој Андреев, мислам дека беше Скротената бест, и во другата представа сега ми е така. Втората работа. Тој со Томе Арсовски дојдол во Белград, кога дипломиравме ние, бидејќи тој беше првиот кој дипломира. После него, тој четврта година стапува Ристо Шишков. Ристо Шишков завршил, стапив јас. Значи, тројца струмичани завршиме на Белградскиот факултет за театар, филм, радио и телевизија. И Елем многу се трудеше тогаш како режисер од македонска телевизија, дојде со Томе Арсовски, кој беше драматург на македонска телевизија, ја гледа дипломската представа кај што дипломиравме Зафир Хаджиманов, Киран Доновски и јас. И напиша наслов "Тие што доаѓаат". И тој беше поборникот да не примат во еден од театрите во Македонија. Иако ме примија мене тогаш во тоа, како се вика, Ателие 212, јас си отидов во Струмица една недела работев и со телеграма ме донесо во Драмски театар. Нека Господ му ги прости сите гревови. Бев најблизок со него уште од моето почнување во оваа бранша, во оваа кариера. Се снимаше некој пропаганден филм за Дојранското езеро. Тогаш од театарот Околиски ми испратија кај него да ме подготви за приемен испит на академија. Така да тие додека снима, јас се подготвував во хотелот за вечерта да ме сослуша. И секој ден така да кога отидов на академијата, мислам дека бев еден од најподготвените. Зашто од 364 ученика, јас влегов во 12. Тоа е заслуга на Алексов. За мене театрот е музеј кај што можеш да најдеш се што ти треба со одвредност. Значи, тој никој пат не губи својата вредност и својата актуелност. Значи, а телевизијата е една надградба над него. Спојот меѓу театарот и телевизијата е во тоа што се вели дека тоа што го гледаш во театарот е неповторливо, а за мене телевизијата е предизвик затоа што ја повеќе во задно време работам на директни емисии, директни преноси, кои имат исто таа таква функција. Од мене барат потпун ангажман, као да сам артист на сцена, јас ја одиграм својата улога и после таа емисија јас не ја знам.
Меѓутоа, не е точно, не се слажам брзо тоа, дека со самото спуштање на завесата таа представа умира или со самото затемнување со одлива на шпицата таа емисија или тој настан или тој пренос или таа театарска представа, било што таа манифестација едноставно исчезнува. Не е точно. Таа живее во моите мисли, може да делимично, може да со слики, а исто така сигурен сум дека и кај гледачите и во театарот, и во телевизијата за вечно, ако има нешто вредно во сето тоа, за вечно остануваат некои слики, кои се неизбришливи. И баш за тоа е за мене театарот уметност која никој пат не може да умре, а телевизијата е многу поблиска до театарот отколку до филмот. Меѓутоа, што е тоа што кај мене остави најголем впечаток? Спојката на актер и режисер. Мислам дека одлична спојка на две професии, која ми покажува и докажува дека се е можно ако се сака. Навистина мајстор на својот занает. Ни остана уште еден проект недовршен, тоа малкумина го знаат, македонските еротски приказни, за кои можеби немавме доволно храброст во тој период, да го направиме вон институционално, каде што мислам дека сенсот за комика што постоеше кај АЦО ќе достигнеше максимум. Горда сум што сум дел од ова семејство, која ја градеше традицијата и културата на македонската нација. Морам да ви кажам дека баш таа представа го петрифицираше мојот статус во овој театар, така да непосредно после премиерата на Зора на Истокот добив запослување во овој театар, значи од 1993 година сум редовен член на овој Македонски народен театар, за што му благодарам посебно на Чичко Ацо Алексов за неговата доверба кон мене, што докажав дека можам да играм повеќе видови на улоги. Мила моја! Тука си! Кога ќе помислам на Ацо, секогаш си велам, тој беше строг, ама јас имам навика да кажам, тој беше добро строг, тој беше убаво строг, ако може така да се каже. Затоа што навидум тој изгледаше строго, а беше човек со многу добра душа, со многу големо срце како планина, со многу разбирање во себе, како за артистите, така и за другите луѓе. Работевме многу представи. После кога сите тие обрски ке завршеа, знаеше да седне и тоа оставяше еден посебен впечаток од тој човек, што тој не си одеше дома, ами ни држеше часови од актерство. Како што на пошироката театарска јавност им е познато, во тоа време Театарска академија не постоеше во нашата република, нели требаше да се оди во Белград, Загреб, Љубљана и така натаму. Меѓутоа тој човек сакаше да створи и ми се чини направи една атмосфера и не случајно ја нарековме школата на Ацо Алексов. Прво почнуваше со вежби за дишање, со вежби на говор, со илјадници совети што е тоа пред се актерот како јавна, културна личност. Инаку Ацо знаеше да се издвои со авторитет, не сакаше да банализира работи, не сакаше ни многу претерано да советува. Што ми одговараше, да кажеме, во тие први години. Ние и не сме многу сретни кога не постари многу ќе не учат, нели? Ние знаеме се. Мислам дека доста значаен за овој театар, дека многу од работи кои ги има направено се многу битни, многу значајни за самата култура во овој град. И така би изразил една благодарност што беше меѓу нас. Ние бевме со него, расневме со него. И дека неговиот дух уште долго ќе шета низ овие студени одаи во театаров.
и oldu. Ne? Kirpiçten olmuş ha? Yok ev dedin, yok taş temelli ayrı bir ev, yok bilmem neler, nelerden neler yutturmadın sen bana. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Кај нас на матичната сцена на Турскиот театар Ацо работеше многу представи, од кои за отварањето на овој нов објект кој после земјотресот се изгради, ја спремавме 6 лица го бараат писателот од Луиджи Пирандело. Направивме многу голема, грандиозна представа. Ацо сакаше да работи сосем професионално. Најпрофесионално. И јас мислам дека од работата со Ацо Алексов носам многу добри спомени и секој пат се сеќам на него со почит кон човек, кон режисер, кон пријател. А иначе си бевме онака и пријатели, семејни пријатели, и драги ми се неговите најблиски, почев од Душица и двата сина негови. Ние во Турскиот театар, кога ќе слушнавме дека повторно ќе работиме со Ацо Алексов, тоа беше задоволство за сите глумци, кои што со посебен елан доаѓаа на таа прва проба, затоа што знаеа дека ќе имаме вистински резултат. Во Турскиот театар секогаш беше добре дојден, како што реков, и секогаш имавме посебно доживување. Особено сакам да кажам дека мене ме фасцинираше со своето умење и знаење, кој што исто така ја чувствуваше сцената и на некој начин кажуваше дека сцената е исто како и филмот и телевизијата, дека нема сцената крај, таа е ограничена, нели 11 метра на 16 длабочина и така натака, меѓутоа таа е бесконечна со тоа што доколку актерот заедно со режисерот знаат тоа да го користат и да ја дадат таа бесконечност. Ацо беше еден од ретките уметници во градот или во републиката воопшто кој што знаеше да се израдува кога ќе никнеше една асална продукција, една добра представа, еден добар театарски проект, без разлика дали ќе го работеше он или другите. Знаеше да се израдува, а знаеше и да ти дава сила, да ти дава снага за да одиш понатаму. Ја многу сакам да работам комедии, а изгорувам кога работам драма. Така да не може да се каже дали му давам предност на ово или на ово. Јас не се стравам да кажам дека академија неам завршено, али прва година и втора академија заврши Ацо Алексов, за потоа трета година и четврта игра пред камера, да ја научам од Коле Ангеловски. Нека не ми замера сите режисери кои што работеле со мене, али тоа е вистината за мене. Ацо Алексов има направено кај нас, према мојата евиденција, околу 14 представи за тој период. Меѓу тие представи репертуарски се многу различити. Да речеме, почнувајќи од Аристофан, жените во Народното собрание, па главата си патина, па повратник од Бризбен, и да ја направи, да речеме, Ацо кај нас направи, ми се чини према моје слободно размислување, една култна представа и две прекрасни представи на Милер. Цена од Милер и Смртта на трговскиот патник. Што се однесува до ракописот, режисерскиот ракопис на Ацо Алексов, сметам дека тој беше реалистичен, според системот на Станиславски, на оној Станиславски што го учеше во дворот на земјоделското училиште во Струмица или на Театарската академија во Белград, на оној Станиславски кој и самиот признаваше дека за време на гостувањето во Москва на мајнингенците
научил многу за театарот од нив, но научил една работа како што е деспотизмот во режијата. Тој деспотизам преку Станиславски се пресели при професорите на Белградската академија, а од тука и до Ацо Алексов. Но, дали Ацо Алексов беше деспот во режијата? Сметам дека не беше деспот, но бараше дисциплина. Дисциплината подразбира самодисциплина, со други зборови кажано, самодисциплината е култура. Како да го свртите театарот, тоа е тимска, колективна, ансамблова уметност и без тој сериозен однос, што го нарекуваме дисциплина, не може да има резултат. Криво ми е што дали во Струмица, дали тука, дали било каде во Македонија, нешто Ацо уште чувствувам дека на општеството наше, може би дури вклучувајќи ми мене, недоволно сме му дале признание човечко, државно, општествено, како сакаме да го наречеме, затоа што, велам, од еден провинцијски театар направи современ театар, од едни полууки актери направи професионални актери, ја отвори првата мала сцена, ја направи првите телевизијски зафати, пионерски, првиот ТВ филм и така натаму. Првата серија, па завршувајќи со помпезноста со 13-15 кадри, што за камери, што за тоа време беше несватливо, да го проследат гостувањето на Маршалот во тоа време. Јосип Брос, од аеродром па до тука. Иване, не сум воспитуван во духот да завидувам на некого. Јас сум воспитуван во духот дека треба да градиме македонска нација, македонска култура. Јас не се сметам себе вон од нацијата, нити се сметам некој голем фактор кој придонел да нацијата стане ваква или така. И мислам дека е обврска на критиката, на есеистиката, на теоријата и на истражувањето што се прават во театарот, да го осветли овој навистина многу значен и многу интересен и многу плоден пред се режисер, кој во македонскиот театарски простор остави, ќе повторам уште еднаш, неизбришливи траги. Доколку постоја титули, како што постојат титули во светот, Ацо Алексов ќе беше сигурно заслужен уметник на Република Македонија. Татко ти облечен, а ние голтари. Да не ми беше тоа што иде по мене, со заби ќе го заколев. За него ќе одам. Моја крв е. За него ќе одам и на крај на светот. За него и за нашето огниште, Господи. 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 Вистина ли е дека се има свое доба, а секоја работа под небото свое време? Вистина ли е дека има време за раѓање и време за умирање? Вистина ли е дека има време за разумнување и време за градење? Вистина ли е дека се е суета над суетите? Вистина ли е дека е многу мудрост, многу јад и кој трупа повеќе знаења, трупа повеќе мак? Вистина ли е? Ако е вистина, тогаш зошто толку многу зборови за љубов, а толку малку љубов меѓу луѓето? Зошто толку многу недоразбирање и омраза?
Зошто толку малку светлина, а толку многу мрак. Со тие и слични прашања заминува Ацо во вечноста, со тие и слични прашања што му беа обврска, професија и смисла.